Во градот во кој што духот на занаетчиството се уште владе, традиционално Свети Николе град на занаетчи, град на сточи, град на вредни луѓе. Денеска е Свети Спиридон. Јас сум гостин на оваа прослава која што навистина е многу убаво организирана. Сакам во свое лично име, во име на општината, на сите занаетчи, сите мајстори, да им го честитам денешниот празник, да им подари уште повеќе работа на нивните фамилии, да подари здравје, среќа, мир, состојба и години вака да го славиме и да го достигнеме овој празник. Ова е традицијата, ова се вредностите кои што треба да ги негуваме. Ова е духот на Свети Николе кој што низ векови обстојувал. Јас сум горд и среќен што сум градоначалник на еден ваков град. Ние преку UNDP имавме еден проект кој што се имплементираше и трае се 6 месеци, каде што тие дава средства за млади луѓе кои што сакаат да се обучуваат кај занаетчиите, за да се продолжат занаетите. Знаете, можеби занаетите во делот на глобализацијата и навлегување на индустриализацијата го губат приматот на економска сила. Меѓутоа, знаете што е многу битен елемент? Тие се традицијата. Сигурно ќе се сложите еден предмет создаден од раците на вредниот мајстор е уникатен, отколку предмет кој што е создаден на линијата во фабриката. Таа вградена енергија и тие вградени вредности во предметот или вградените вредности во нешто што се изработува, дали е тоа искаено, извезено, исклесано, исковано и така натаму, е повеќе од работа. Во него се внесува духот на времињата, се внесува традицијата, се внесува љубовта со која што мајсторот го изработува тоа. Тоа не може да се плати. Тоа е вредноста и затоа сметам дека тие како кластер треба да излезат пред владата да има субвенционирано вработување, барем во делот на лица кои што сакаат да ја продолжат традицијата, затоа што ова е столбот на производството на манифактурата кој што со векови било во Македонија. Македонија како колевка на светот си ги покажува своите вредности на сите начини и ова е најубавиот начин на тоа, значи посветен на празникот Свети Спиридон, на мајсторите кои што денеска се собраа да го прослават.